Општина Крушево продолжува со инвестициите за подобрување на условите во образованието во сите населени места. Моментално во тек е реализација на проектот при комисијата на УСАИД, кој чини 20.000 евра, и со кој се реконструира дограмата и дел од внатрешноста на Централното училиште Свети Кирил и Методий во населеното место Бучин. Исто така се реконструира и подрачното училиште во населеното место Свето Митрани. Со задоволство можам да кажам дека ова е веќе трет проект кој успешно во општина Крушево го реализираме со мисијата на УСАИД. Моментално во основното училиште во село Бучин се реновира столаријата и дограмата во основното училиште. Предходно во основното училиште Никола Карев во Крушево беше сменета столаријата, како и во средното општинско училиште Наум Наумовски Борчи. Со овие проекти се надеваме дека ќе се подобра значително условите за едукација и школување на учениците, ќе се подобри енергетската ефикасност и ќе се создаде еден поубав амбиент за изведување на наставата. Во ова училиште учат 170 ученици, а тоа опфаќа 3 населени места – Бучин, Свето Митрани и Пресил. Тука учат деца од македонска и од албанска националност, и токму таа двојазичност на која се изведува наставниот процес била повод тие да конкурираат за овој грант преку програмата за меѓуетничка интеграција во образованието на УСАИД. Во конкуренција од 216 основни и средни училишта во Македонија беа избрани 13, меѓу кои и ние бевме избрани, и во сите тие училишта се прават исти вакви зафати за реконструкција и реновирање на одредени објекти. Конкретно, значи, во нашето училиште со овој проект ќе биде опфатено комплетна замена на дограмата во Централното училиште во Бучин, потоа замена на покривот и поправка на оштетувањата на покривот во училиштето во село Пресил и комплетно обновување и поставување на нов пот во подрачното училиште во село Свето Митрани. Наискрено веруваме дека преку сите овие зафати кои што се прават и кои што реално не се направени во претходните 50 години откако постои нашето училиште, ќе придонесеме многу идни генерации да учат во многу посовремени и подобри услови. И родителите се задоволни од реализацијата на овие проекти кои ќе ги подобрат условите за учење на децата. Значи условите во кои досега учеа учениците беа повеќе од катастрофални. Со ова инвестиција, благодарение на градоначалникот и соработката со владата на Република Македонија, дојде до реконструкција на ова основно училиште во кое ќе се подобри самиот престој на децата. Во прво време кога дојдов на ова беше забаталено училиште. Немаше ништо, ги наредимне плочки, наредимне врати, го направиме со боја едно друго се и од тога подојдо подобри условите за децава, а сега кој ќе го реновираме, ќе имат овдека плочи турено, паркет наредено и ќе има подобри услови за децава. Инаку ова е трет проект кој се реализира во Крушево преку УСАИД, а е наменет за реконструкција на училиштата. До сега за подобрување на наставата во оваа општина преку УСАИД биле инвестирани 60.000 евра. Предходно биле реконструирани основното и средното училиште во Крушево.